Почитувани присутни, добре дојдовте. Вечерва ќе бидат промовирани 4 научни книги во издание на Институтот за македонска литература, кој неодамна го прослави својот јубилеј 40 години од постоењето. Воедно оваа година Институтот за македонска литература беше награден од град Скопје со признанието 13 ноември за своето 4-децениско работење во областа на науката, културата и образованието. Оваа награда е дополнителен поттик за едно пошироко работење на институтот, односно представување на неговата работа пред културната јавност. Овие книги кои ќе бидат промовирани вечерва се авторски изданија од минатогодишната продукција, кои поради околностите со пандемијата не успеавме да ги представиме непосредно по нивното објавување. Станува збор за делата За песните и приказните од Наташа Аврамовска, Магичен реализам, нова објективизација на стварноста од Јасмина Мојсиева Гушева, Античката литература во македонската културна средина, културно-обштествени и преводни аспекти од Дарин Ангеловски и Од Прличев до Конески од Славчо Ковиловски. Најпрво ја поканувам Лорета Ѓоргиевска Јаковлева да одржи промотивна реч за книгата За песните и приказните од Наташа Аврамовска. Благодарам, добро вечер на сите. Чест ми е што ја отпочнувам оваа промоција во само ден пред доделувањето на наградата 13 ноември и мислам дека по убав начин да ја оправдаме наградата од промоција на книгите на нашите членови и соработници нема да има. И да не должам многу да почнам. Кој ја познава Наташа Аврамовска, авторката на книгата За песните и за приказните, која денес ја промовираме, знае дека таа е човек со љубопитен дух, па разнородните книжевни, но и не само книжевни теми, во кои влегува со жар, некако логично како да се прилепуваат за неа, како во неа да бараат свој дом. Или тие ја привлекуваат, сеедно. Таква е и нејзината нова книга, разновидна, привлечна и работена со страст. Кој ја познава Наташа знае дека нејзиниот отворен дух секогаш е бескомпромисен, но подготвен да се втурне во нова авантура, да се вложи себе си во следувањето на новите книжевни, теоретски и културни парадигми, без оглед на цената, да реагира на маргинализирањето од каков било вид, да потсепти на заборавеното, да му даде глас на забранетото. Таков е и нејзиниот пристап кон авторите и авторките, кон појавите застапени во оваа книга. Кој ја познава Наташа знае дека искрено се залага за вредностите во кои верува. Нејзиниот критички поглед никогаш не прави компромис. Кај неа нема да сретнете општо прифатени или подобро речени папагалски повторувања или рециклирања на веќе виденото чуеното. Или едноставно речено, низ нејзиниот ракопис секогаш ќе се сретнете со нејзиниот собствен авторски став. И токму тоа дозволува меѓу кориците на оваа книга да се најдат забележувања за најстарите, најдокажаните и најавторитетните писатели и дејци, но и за најмладите, оние кои што туку зачекоруваат во светот на книжевноста. Од тука меѓу страниците на оваа книга ќе се сретнат и прво учителите, Кирил и Методи, и популарната Славенка Дракулич, и младиот Давор Стојановски. Тука свој простор кај најдат Славчо Ковиловски и Салма Ружди, потоа поетите Ристо Лазаров, Катица Ќулавкова, но и прозаистите Лидија Димковска, Драги Михајловски. Тука се Гоце Смилевски, Калина Малевска, Оливера Ќорвезирова, но и Томислав Османли, Анте Поповски, Санде Стојчевски, Милован Стефановски, Рамо Дорамо стојат романсиерите Елфиде Јелелник, Јан Мекјуан, Исак Роси, како и поетите Славе Ѓорѓо Димовски, Иван Чепаровски, Вера Чајковска, Славе Банар и други. И така веднаш на почетокот ќе заклучиме дека станува збор за книга со разнородни интереси и сестран увид во современото книжевно творештво,
наше и светско, книга која се потпира, го признава и го уважува она што пред неа е истражано, искажано, но и книга со нови провокативни толкувања. Интересно е да се опише како од тоа разнородие, разногласие на автори, жанри, појави, авторката гради конзистентен концепт. Иако книгата е поделена на 4 целини: приказни за глобалниот пазар, сцена и арена, женското паметење на Балканот, Туршија и море од приказни и поетски гласови, се чини дека сите или речиси сите тие се поврзани со доминантната тема на низиниот интерес, паметењето. Таа тематска нишка, сликовито кажано, чини затворен круг, чиј почеток е колективната меморија и низините разновидни модуси на реализација, пред се преку личната, потоа преку женската или укинатата меморија, меморијата за местото, односно сето она што ја чини културната меморија, а крајот е транскултурната меморија. Оваа главна приказна е придружена со низа споредни, нели условно речено споредни, историјата и историското, метафикцијата, идентитетот и идентификацијата, митот, личните и колективни трауми, процесите на одраснување, културниот колониализам, маргинализацијата, глобализацијата и така натаму. Во ведниот текст, ликовите на апостолите во современата македонска поезија, кој не случајно е поставен надвор од наведените поглавја, во центарот на вниманието ја поставува глаголицата како заборавено писмо. А ако почетокот, како што тврди Лотмана со неговија Аврамовска, е енкодирачки, тогаш тој може да се исчита како вовед во доминантните теми кои ќе следат веќе споменатото паметење и јазикот писмото. Поаѓајќи од тврдењето дека актуелното културно восприемање на глаголицата кај нас како далечно, туѓо, одамна заборавено писмо, што сепак го препознаваме сликовно, во поетските светови пред се на Анте Поповски, но и на Санде Стојчевски, Милош Линдро и други, добива значење на загадачно и таинствено древно писмо која има магична сушност. Ваквиот однос на поетите кон глаголицата ја актуализира и повторно ја оприсутнува во колективната меморија, исто онака како што современото поетско творештво ја одржува и колективната меморија за прво учителите, апостолите, како што е случај со поезијата на Веле Смилевски, Вера Чајковска и други. Истиот процес на актуализација, новој пат на меморијата на или за местото, авторката го опишува во студијата Топосот Стамбол во македонската поезија. Таа ги довикува оние песни од македонската современа поетска продукција, пред се на Матевски, но и на Лазаров, Ташковски, Ѓорѓо Димовски и други, во кои Истанбул е доживеан како место на колективната и пред се печалбарска меморија, исто онака како што романот на Драги Михајловски, Бдењето на Одисеј, низ сеќавањето за детството, односно низ таа лична меморија, го враќа во сеќавањето топосот на Стара Битола и Битолско и ја воведува темата на одрастувањето. Во текстот Туршија и море од приказни, посветен на романот Децата на полноќ од Салман Ружди пак, личната меморија за колонијална Индија и незиното осамостојување ќе го предодреди процесот со кој младиот писател се втемелува во светот на така наречената имагинарна татковина. А прашањето како женското паметење се интегрира во колективната меморија е доминантно прашање во текстот Женското паметење на Балканот, а и целото истоимено поглавје. Експликацијата на третманот на женската меморија и знаење, Аврамовска го започнува со анализа на ставовите на Пејчиновиќ и Миладинов, за да констатира дека некогашната обдарена со ум која запаметила ѓаволското, кај Пејчиновиќ, кај Миладинов е поимена како чуварка на народното знаење и паметење, онаа која што тоа знаење
го пренесува на следните поколенија, при тоа обезбедувајќи го идентитетот на заедницата во континуумот на времињата. Врз таква определба се анализираат романите Пире и Невесна Тимјанова како коректив на колективната меморија во Македонија. На темата женска меморија се надоврзува и под темата женското писмо како укината меморија, проследено пред се во романите на Славенка Дракулич, односно поточно во романот Пред се како да ме нема, но и на книжевните остварувања на Кица Колбе, интерпретациите на групата Бабчарки и така натаму. Меморијата на него, телото и неговиот надзор пак се анализираат во текстот Надзор на телата на наративот на Елведе Гирлик. Позицијата од која авторката аргументира, платформата од која наблюдува, е ситуирана во современоста, во актуелниот миг на пишување. Така неминовно, процесот во кој се актуализира некоја или нечија меморија се надблюдува од состојба на глобално времрежување на светот и низ се поактуелната потреба за споделени мемории. Парадигматични во таа насока се студиите, приказни за глобалните пазар, сцена и арена и македонската современа проза наспрема другите култури. Во првиот, според авторката, транскултурната нарација се остварува преку неколку начини. Првиот е адаптација на митот бајката, парадигматичен е текстот на Дубравка Угрешич Баба Јага снесе јајце и на Бину на Сутонг. Потоа низ поставување на драмскиот конфликт на глобална сцена, каква што посочува авторката е англиската стратегија за поставување на драмата спортска игра и креирање на глобалната европска сцена. Стратегијата за поголема видливост на светскиот пазар, според Аврамовска, ја усвојува и дел од книжевната продукција во Македонија, значи ја условува сепак дел од книжевната продукција од Македонија, особено присутна кај помладите автори, што резултира со свртување кон транскултурните простори на меморијата. Во таа смисла се толкувани повеќе романи, како што се Разговор со Спиноза и сестрата на Зигмунд Фројд од Гоце Смилевски, Заклученото тело на Лу од Оливера Ќервезировска, Скриена камера и резервен живот на Лидија Димковска, Индиго бомба и на Јагода Михајловска Георгиева, Последниот чај на Винка Саздова, како и романите 21-иот и Задаголот на Томислав Османли. Втората доминанта која прави коехезијата на овој авторски ракопис е темата на јазикот. Во него по разни поводи се среќаваат термините јазична игра, јазичен експеримент, вкоренетост во јазикот, јазиците и писмото, писмата, јазикот во спрега со создавањето, творењето и стихотворењето, драмата на говорот и на искажувањето, изрекувањето и така натаму. Нужна ограничена со времето, а и од позиција која и јас ја прифаќам, односно онаа позиција дека јазикот ги пронижува сите сфери на постоење или па и меморијата, или како би рекла авторката, светот се воспоставува со јазикот, а заборавот на јазикот е смрт, ми останува само да го изречам завршниот збор. За разлика од Наташа, која на 325 страници своите ставови детално ги аргументира, одејќи во длабочина и iscrpност, покажувајќи го својот завиден увид како во литературната продукција, така и во теоретско-методолошките приоди, постари и најнови, јас со оглед на природата на настанот и временското ограничување нужно морам да бидам не толку детална. Низа аспекти останив настрана, многу нешта присутни во оваа книга премолчав. Но тоа не си го земам за грев, зашто сум убедена дека оваа книга ќе им биде потребна и незаобиколна на сите оние што се занимаваат со современата книжевност и сите оние што сакаат да имат увид во она што се случува на литературната книжевна сцена. Сите тие ќе ја надополнат мојава реч за оваа книга
и ќе ги откриваат малите, ситни, зацкриени, но значајни приказни. Благодарам. Благодарам. А сега ја повикувам Сонја Стојменска Елзесер да се осврне на книгата Магичен реализам, нова објективизација на стварноста од Јасмина Мојсиева Гушева. Ајде да видиме сега. Дали е тоа во ред? Да? Почитувани, успешните книжевно-научни дела се секогаш плод на долгорочен, продлабочен и страстно истражен проект. Како што е случајот со проблематиката на магичниот реализам во академската дејност на професор доктор Јасмина Мојсиева Гушева, која резултира, меѓу другото, и со книгата Магичен реализам, нова објективизација на стварноста, објавена 2020 година. Велам, меѓу другото, затоа што треба да се подсетиме дека пред 10 години, во 2012 Гушева објави и хрестоматија на клучни текстови од светски книжевни теоретичари за магичниот реализам, а самата веќе со децении се огласува со научни трудови поврзани со оваа тема и го води истоимениот курс на вториот циклус интердисциплинарни културолошки студии во Институтот за македонска литература. Во оваа најнова објава, посветена на магичниот реализам, Гушева остварува компетентно, конзистентно и кохерентно проследување, систематизирано во 4 целини. Теориски согледби, магичниот реализам и неговите релации со другите уметнички движења, магичниот реализам во другите уметности и апликативни анализи. Во првиот сегмент се кристализира дефиницијата на магичниот реализам базирана врз историјатот на појавата и модификациите на самиот термин, како и разграничувањето на трите основни линии, она европската, латиноамериканската и африканската. Гушева ни ги презентира основните пунктови на поимањето на концептот, почнувајќи од неговата прва употреба во 1925 во статијата на германскиот ликовен критичар Франц Ро, преку сваќањата на италијанскиот писател Масимо Бонтемпели во рамки на книжевното движење Новеченто италијано, и особено во кругот на латиноамериканската литература, врз која сериозно влијание имал раниот превод на статијата на Ро на шпански јазик само 2 години подоцна, во 1927, објавен во списанието Ревиста де Оксидента, уредувано од знаменитиот филозоф Хозе Ортега и Гасет. Латиноамериканскиот, така наречен книжевен бум од 60-тите години на 20 век, па и подоцна, со делата на најекспонираните практикувачи на магично-реалистична книжевна постапка, како што се Габриел Гарсија Маркес, Хорхе Луис Борхес, Хулио Кортасар, Изабела Аленде, Мигуел Анхел Астуриас, Лаура Ескевел и други, како и со теоретизациите на Алехо Карпентер и неговиот израз чудесно реално или вистинско чудесно, се потенцирано присутни на страниците на оваа книга. Се толкува, иако во побал обем, и специфичната африканска варијанта на овој концепт, позната под терминот анимистички реализам. Откако ги утврдува основните карактеристики на магично-реалистичкиот дискурс, во кој реалното и чудесното се интегрирани во нова објективизација, базирана врз митско-магична, онирична и рационална визија на светот, Гушева на позадината на релевантните теоретски искажувања, како што се, например, оние на Венди Фарис, Фредрих Джеймсон, Скот Симпкинс, го определува магичниот реализам како феномен, стил на изразување, постапка во уметноста, во уметничката креација, која има несомнено значење за творештвото од последново столетие, кое се подведува под одредницата модернизам и постмодернизам, но и за актуелните и идни уметнички креации. Токму релацијата со измите, сватени како заокружени книжевно-историски стилски формации, е посебен предисвојк за авторката, така што во вториот дел од книгата таа трпеливо и минуциозно ги отцртува сличностите и разликите на магично-реалистичниот феномен со авангардните струења, нему многу блиски, како што се надреализам и експресионизам, а исто така и со мегаформациите, односно со мегаконцептите, како што се реализам и фантастика.
Например, паралелата меѓу магичниот реализам и надреализмот резултира со сознанието дека надреализмот се напојува пред се од несвесното на поединецот, а магичниот реализам се темели врз колективното несвесно, архетипското, сватено во јунговска смисла. Исто така, во надреализмот зборуваме за надредена, надреално, супра или сурнели, а кај вториот за известна дополнителна, односно алтернативна реалност. Уште посуптилна е компарацијата на магичниот реализам со фантастиката, која разбирливо ги има предвид категориите на Цветан Тодоров, фантастично, чудно и чудесно. Во фантастиката надприродното со потрес упаѓа во реалноста, ја изместува, додека во магично-реалистичните дела надприродното и реалното се стопуваат, течат во исто корито, не се конфронтираат, туку обете се перципираат како реално објасниво. Чудесното, случајот, надприродното е нешто што е прифатено како непобидно и рационално се вплетува во самата приказна. За да биде малку можеби појасно за оние што не се баш од доменот на професионално заинтересирани за книжевната наука, ќе пробам со еден многу обичен пример од едно интервју на Маркес да објаснам што всушност би требало да почувствуваме кога зборуваме за магичен реализам. Раскажува Маркес како една куца приказна, ќе пробам да ја парафразирам, некој звони на вратата, неговата сопруга спие, тој што звони на вратата вели доаѓам да ја поправам пеглата, тој ја буди сопругата, пеглата ни е расипана, доаѓа човек да ја поправа. Човекот вели, вие сте број 2 или број 4? Не, ние сме број 4. Тој се качува на следниот кат, жената се буди од сон, ја пали пеглата, пеглата се распрснува, експлодира. Нема тука рационално објаснување, а толку е банална, толку е едноставна, толку е животна ситуацијата. Значи, магичниот реализам не учи дека литературата како што може да ги намести животот како што може да ги намести коцките, ни најимагинативниот писател веројатно не е во состојба толку умешно да ги смести. Токму таквите коцки во латиноамериканската стварност се веројатно многу присутни во целото тоа културно милје. И оттаму тие латиноамерикански писатели веле, а кај нас тече магичното по улица, ние магичното го чувствуваме насекаде. Но да се вратам кон мојот текст. Посебно внимание авторката посветува на хибридната природа на магично-реалистичните текстови, која дозволува во нив на суптилен начин да се впишат различни облици на отпор, идеолошки, феминистички, антирежимски и слично. Исто така, следејќи ги размислувањата на Стефан Слемон, ја потенцира можноста многу дела од овој вид да бидат анализирани со апаратурата на постколонијалната критика, затоа што овозможуваат специфичен продор и гласност на маргинализираните, субалтерните, периферните, како што е случајот со романите Фо на Џон Максвел Куци, Децата на полноќта на Салман Ружди, Љумера на Тони Морисон и повеќето латиноамерикански, канадски и други романи од оваа матрица. Сето тоа ја потврдува согледбата на Гушева, дека кога говориме за магичен реализам, говориме за феномен кој не е ограничен само на литературата, туку се протега и низ другите области на културата. Затоа во понатамошниот тек на студијата, особено во незиниот трет дел, таа настапува како културолог и дава свој придонес кон лоцирањето и анализирањето на магично-реалистичкиот уметнички потенцијал и на другите уметности, поточно на сликарството и на филмот. Така таа изведува преглед на постекспресионистичкото сликарство од почетокот на 20 век, како и една дискусија за парадигматични филмски остварувања од аспект на оваа стилско изразна постапка, како што се според неа филмовите Небото над Берлин на Вим Вендерс, Да се биде Џон Малкович на Спајк Џонс, Вештерките од Иствик на Џорџ Милер и други. Четвртата група текстови, што ја сочинуваат оваа книга, се определени како апликативни анализи и се преиспитувања на теоретските сознанија и постулати врз примери на конкретни книжевни дела, и тоа преку компаративни анализи. Првата од овие студии типологизира варијации на магичниот реализам, па така говори за психолошки магичен реализам во романот Волшебникот на Џон Фаулс, за митски магичен реализам во Маркесовиот роман 100 години самотија, и за гротесен магичен реализам во Бабаџан од Живко Чинго.
Творештвото на Чинго е уште една трајна истражувачка преокупација на Јасмина Мојсиева Гушева, на која таа има посветено веќе 2 одделни книги, а во рамките на оваа книга за која денес зборуваме, повторно се нафраќа на поетичкиот профил на нашиот знаменит автор, определувајќи го неговиот раскажувачки свет како парадигма за магично-реалистичка нарација. Впечатливо место во овој дел од книгата зазема и компаративната студија за магично-реалистичните елементи во циклусот романи Миракули на грозомората од Славко Јаневски и во светски популарниот постмодерен роман Хазарски речник од Милорад Павич. Кругот на аналитички студии за конкретни дела се заокружува со текстот посветен на творештвото на Милан Кундара, на неговите 2 романа Книга за смејата и заборавот и Неподносливата леснотија на постоењето, како и на филмската адаптација на последниот во режија на Филип Кауфман. Апликативните анализи имаат и таа значајна карактеристика што во нив на исто рамниште со светските книжевни мегахитови се поставени дела од македонски автори кои со својата специфична вредност, стил и постапка успешно кореспондираат со општо прифатените параметри на магичниот реализам. Во пристапот на Гушева кон проблемот на магичниот реализам се чувствува двојната насока на истражувањето. Од една страна таа ги лоцира, анализира, сумира и дефинира основните поставки за магичниот реализам, а од друга го остава концептот отворен и провокативен за понатамошни дискусии, така што веруваме дека и за неа лично, но и за пошироката научна јавност, ќе останат актуелни и привлечни за длабочувањата, например во прашањата за навлегувањето на концептот во другите уметности, особено во популарната култура, например во видеоигрите или во изведбените уметности, за неговото географско дислоцирање и вирење на различни културни почви, неговата трајност, односно проблеснување во различни епохи низ културната историја и ни за други дилеми што и понатаму во различни видови, форми, стилови, жанрови ќе ги инспирира уметничкиот спој на чудесното и реалното. По ова кусо резиме на најновата книга на Јасмина Мојсиева Гушева, би сакала да истакнам зошто сметам дека нејзиното појавување е значајно. Пред се, затоа што со оваа книга се исполнува личниот подвиг на Гушева во сестрано повеќе децениско истражување на проблематиката на магичниот реализам кај нас. Второ, затоа што со оваа книга и со целата академска дејност на Гушева во Институтот за македонска литература, во нашата книжевна наука се потикнуваат објави на книги, магистерски тези, докторски дисертации, кои расветлуваат различни агли од енигмата магичен реализам, и тоа во најголем број случаи со директна инволвираност на Гушева како професор и ментор. И трето, затоа што сметам дека книгата нема да го привлече само вниманието на академската средина, туку и на пошироката читателска публика, затоа што за да се следи и чита современата проза и воопшто за да се комуницира со специфичните уметнички дела кои имаат аура на магично-реалистична поетика денес, неопходно е да се имаат известни книжевно-историски и теориски предзнаења за овој секогаш отворен и провокативен книжевно-уметнички концепт. А оваа книга тоа го возможува на најубав начин. На крајот сакам искрено да и честитам на авторката Јасмина Мојсиева Гушева за оваа книга, но мислам дека ова е и убаво место да додадам дека овој чин е уште посвежен и уште порадосен, затоа што оваа книга е објавена во 2020 годината во која според она што на полето на научно-истражувачка работа го вложила Јасмина Мојсиева Гушева, беше верификувано и валоризирано од нашиот универзитет Свети Кирил и Методи и како што рече и колешката пред мене само пред неколку дена, ако ние како институт само пред неколку дена добивме една колективна сатисфакција за нашата работа, Јасмина Мојсиева Гушева токму вчера, еден ден претходно, ја доби таа лична сатисфакција со тоа што беше прогласена за најдобар научник во комунистичките науки во годината 2020, а токму во таа година се појави оваа книга, така што верувам дека за сите оние што одлучувале, веројатно и оваа книга била еден голем плюс кој сите тие го увиделе и одлучиле на Јасмина да и се додели ова признание. И честитам затоа што тоа признание е нејзино лично, но
Радоста ја споделуваме сите вработени во институтот, тоа е поттик и елан за понатамошна работа на сите нас поединечно, но и како тим. Благодарам. Ви благодарам. Сега ја поканувам Елена Ѓукеска да говори за книгата Античката литература во македонската културна средина, културно-обштествени и преводни аспекти од Дарин Ангеловски. Благодарам. Ми представува особена чест и задоволство се разбира да бидам вечерва овде и пред да кажам збор два за книгата за која што сум поканета да се придружам кон честитките и за институтот и за успесите и за јубилеот и за наградата се разбира и колективната и индивидуалната награда на колешката Јасмина. Книгата која што треба сега да ја на некој начин да ја представам пред вас, Античката литература во македонската културна средина, културно-обштествени и преводни аспекти од Дарин Ангеловски, научен соработник на институтот и се разбира мој драг и почитуван колега, класичен филолог. Како што впрочем и самиот наслов упатува, синтетизирано го прикажува обемот, интензитетот, характерот и содржината на рецепцијата на античката литература во македонската културна средина во еден подолг временски период, од античко време низ византискиот и средновековниот период, преку македонскиот 19 век па се до крајот на 20 век. Во својата основа книгата е докторскиот труд на Дарин Ангеловски, кој што е изработен и одбранен на Институтот за македонска литература под менторство на професор доктор Јасмина Мојсиева Гушева. Но како финален продукт се разбира книгата е многу повеќе. Како што самиот автор посочува на почетокот во предговорот, нејзина цел е, да цитирам, да се истражи феноменот литература и литературен живот во антиката, да се проследи културната рефлексија на античката литературна традиција што се одвивала во македонската културна средина од византискиот и средновековниот период, како и да се проследи литературата во репродуктивната форма на рецепција на античката литература во македонската културна средина во текот на 19 и 20 век, која се остварувала преку посебните форми на литературно посредство, како што се преводите и книжевно-критичките интерпретации. Резултатите од истражувањето се систематизирани според нивната природа и хронологија и во согласност со тоа се презентирани во 4 основни поглавја. Литературата и литературниот живот во македонската културна средина од античкиот период, античката литература во македонската културна средина од византискиот и средновековниот период, античката литература во македонската културна средина од 19 век и античката литература во македонската културна средина од 20 век. Секоја од поглавјата, освен тоа што прави диахрониски преглед на личности и дела важни за рецепцијата на античката литература, содржи коментари за општествено-историските и културолошките околности кои што се типични за периодот и се релевантни за темата на истражување. Кон тоа, книгата содржи уводни белешки, каде што авторот ја образложува накратко теоретската заднина на применетата истражувачка метода и исто така библиографија на објавени преводи и препеви на дела од античката литература во Македонија за периодот од 1945 до 2000, список на користена литература, регистар на лични имиња и поговор од професор доктор Јасмина Мојсиева Гушева. Јас нема сега да навлегувам детално во прикажување на содржината на 4 поглавја на книгата и наместо тоа ќе се обидам да ги споделам со вас моите лични впечатоци од читањето на овој авторски и издавачки потфат и се надевам ќе ве убедам и вас присутни овде, ако веќе не сте го сториле тоа, да ја прочитате. Како класичен филолог, кога го гледам овој труд, пред мене гледам навистина едно уникатно и особено значајно дело, прво од ваков вид кај нас, во кое што за прв пат се проследува со научно оправдана методологија еден исклучително важен апликативен аспект на класичната филологија, а тоа е преведувачката дејност од една страна. Од друга страна, гледам еден оригинален труд во кој што за прв пат темелно и повторно со научно оправдана методологија, но и со едно истенчено чувство за истакнување
на она што е важно и човечко, се утврдуваат и сумираат сите различни начини на кои што луѓето од овие простори стапувале во интеракција со хеленската и римската цивилизација и го инкорпорирале културното и цивилизацијското наследство на Стара Грција и Рим во своите собствени културни практики. Она што се оформува пред читателот кога ќе се спојат овие два аспекта е не само историја на рецепцијата на античката литературна традиција во македонската културна средина како таква, туку воедно и историја на раѓањето, создавањето и оформувањето на една научна дисциплина, а тоа е класичната филологија, историја на класичното образование од неговите скромни почетоци па до денес, историја на македонскиот јазик, историја на печетарската и издавачката дејност и во крајна линија историја на прифаќањето на европските вредности кај нас. Во оваа смисла, несомнено, книгата ќе биде драгоцена аотка за повеќе научни дисциплини. Во случајот на класиката, ако не и општо земено, рецепцијата е пред науката. Затоа што најпрвен ги восприемаме впечатоците и му се препуштаме спонтано и природно на интеркултурниот диалог и на влијанието, едно многу силно и интензивно влијание на цивилизација развиена како сплет од култури, а потоа исто така спонтано започнуваме да се дистанцираме и да го рационализираме односот кон сопствените импресии и започнуваме да репродуцираме, анализираме и создаваме нови содржини. Рецепцијата на античката литература во македонската културна средина е и пред самите реципиенти. Првото поглавје од книгата не упатува токму на тоа. Хеленски и римски книжевни автори доаѓале и престојувале во нашата земја и пред ние словените да се доселиме во неја. И обратно, книжевни автори родом од Македонија создавале и биле дел од античката култура. Сеќавањето на овие времиња се зачувало во рецепцијата на античката култура кај нас и во периодите што следуваат, како сеќавање за едно време кога жителите на оваа земја учествувале активно во културниот живот на Грција и Рим. Во вековите по античкиот период, јасно е дека формата и содржината, начинот на кој што е присутна античката литература на овие простори, е условена пред се од пошироката слика. Па тука сега следиме успони и падови и на интересот и на репродукцијата на изменично. Контактите на византиските и на средновековните автори со античката традиција и литература се обележани со духот на христијанската црковна идеологија. Долго време знаеме дека единствени центри на образовната и културната дејност, а не само на духовноста, се манастирите. И токму во нив настануваат првите преводи и преписи на црковнословенски јазик, преку кој што античкото литературно творештво се приспособува на потребите на процесот на христијанизација. Но воедно настануваат литературни творби подеднакво и во доменот на канонското, но и во доменот на апокрифното, во кое е видливо влијанието на античката литературна традиција и како преземање на книжевни форми, но и како цитирање на содржини од антички автори. Периодот на доаѓањето на османлиите на Балканот се разбира дека условува намалена литературна активност, но затоа македонскиот 19 век е друга приказна. Тој е обележан со сестраниот развој на просветителските тенденции и следствено с големен интерес кон народното творештво, развој на печатарската дејност, појава на првите библиотеки и читалишта и општо земено една зголемена образовна и културно-уметничка активност. Во овој период интересот за античката литература е обележан со просветителската идеја да се спознае светот преку разумот. Во овој период за Македонија е особено важна појавата на грчките училишта и воопшто фактот што класичното образование станува пошироко достапно. Но од не помало значење се и развиените врски и контакти со културните центри од соседството, како Софија, Белград, Атин. Сведочиме за прв пат за една поконзистентна улога на класичното образование при рецепцијата на античката традиција. Македонските просветители, како браќата Миладинови, Прличев, Жинзифов, Хаджи Константинов Джинот, своите контакти со античката литература ги воспоставиле првенствено преку класичното образование и достапните библиотеки. Овие дејци создавале под влијание на античката литература, преведувале, анализирале содржини, но и дале автентична критика и отпор кон обидите за хеленизација на македонското население. Бидејќи централното место му припаѓа на Прличев и на неговите авторски дела инспирирани од античката литература, како што е поемата Скендербек,
но и неговите не помалку важни преведувачки потфати, например преведувањето на делови од Хомеровите Илијада и Одисеја, и тоа на еден специфичен јазик. Сосема соодветно, поглавието за 19. век во книгата завршува со рецепција на приличевата литературна активност во 20. век. Што се однесува до 20. век, тој е обележан со борбата за самостојност и оформување независна држава. И затоа е разбирливо како во овој период рецепцијата на античката литература, на литературна традиција, го изодува патот од целосно отсуство на преводи на македонски јазик и само посредно присуство на антиката преку студии објавени во списанија на српски јазик во првата половина од векот, до создавање на солидна база за подлабоко проучување на античката литература и како резултат на тоа една континуирана продукција на преводи, критики, студии во последната третина од векот и најважно од се појавата на првите критички и двојазични изданија на превод. Создавањето на она што го имаме денес како рецепција на античката литература е тесно поврзано со започнувањето со работа на Универзитетот Свети Кирил и Методи и во негови рамки Институтот за класични студии при Филозофскиот факултет, како и основањето на списанието Жива антика и дејноста на академик Михаел Петрушевски. Како што внимателно евидентира авторот на Ангеловски на книгата, до 90-тите години активностите на класичните филолози во Република Македонија се повеќе од просветен характер, а преведувачката дејност е послабо застапена. Иако ова е период кога во македонската културна средина се појавува првиот целосен превод на Хомеровата Илијада и на Аристотеловата за поетиката од Петрушевски, со неговата особено важна емендација во дефиницијата на трагедијата, што е едно важно светско откритие. Имајќи предвид дека од 90-тите години па наваму, што значи од осамостојувањето на Македонија, забележително е зголемен обемот на објавени преводи на дела од сите книжевни жанрови, и како самостојни изданија и како извадоци во периодика, оправдано се наложува потребата развојот на преведувачката дејност во овој период да биде анализиран и со помош на статистички методи и со помош на компаративни методи. Па така, во четвртото поглавје од книгата, оваа дејност е соодветно прикажана во посебни делови според жанрови и тука сега воедно добиваме и една своевидна историја на жанровите и книжевните родови во Македонија. Прегледот на книгата во книгата завршува во 2000 година, заклучно со 2000 година, со заклучни согледби на авторот, кои што природно се во форма на прашања, а прашања се наметнуваат и кај секој што ќе го прочита ова четиво, со што можеме да кажеме дека книгата ја исполнила покрај своите основни цели и својата најблагородна цел, а тоа е да поттикне на размислување и да ја разбуди креативната енергија. Затоа што она што го добиваме со објавувањето на оваа книга не е само официјална историја на еден значаен сегмент од културниот и духовниот живот во нашата земја, туку многу повеќе би рекла еден неофицијален роман за се она што своеволно одбира да живее меѓу редовите. Има уште многу се разбира да се кажува и да се зборува, но јас тука би завршила со една констатација дека ова е еден важен момент во кој што сите претходни поединечни обиди на истражувачите се спојуваат во еден свечен чин во кој што рецепцијата на античката литература кај нас станува свесна за самата себе си и е конечно подготвена да премине на едно ново ниво, кое што се надевам за во скоро и догледно време ќе биде дигитално. Ви благодарам на вниманието. Ви благодарам. Сега ја поканувам Марина Цветановска да одржи промотивна реч за книгата Од Прличев до Конески од Славчо Ковиловски. Благодарам. Почитувани присутни, ми представува големо задоволство што имам честа овде пред вас да проговорам за книгата на мојот колега Славчо Ковиловски, бидејќи ние не само што сме дел од институтот, туку сме и дел од тимот на одделението за македонска литература во 19. век. Изданието Од Прличев до Конески од доктор Славчо Ковиловски представува збир од 17 внимателно одбрани студии кои се однесуваат на македонската книжевност сместени во временската рамка на 19. и 20. век, неслучајно избран период, односно пројави помеѓу имињата на великаните на македонската книжевност Григоро Прличев и Блаже Конески.
Всушност, авторот Ковиловски прави пресек на првите проблесоци на новата македонска книжевност во исклучително богатиот и мощно продуктивниот 19 век. Предизвикот кон книгата доаѓа поради тоа што Ковиловски во неа ги проследува, систематизира и ги истражува и помалку познатите автори и нивните недоволно обработени дела и записи, размисли и творечки издишки. Меѓу нив има литерати, револуционери и интелектуалци кои во спрега со историскиот момент и животниот патум постојано трагале по нови вредности и идеи. Поточно студиите се посветени на Григор Прличев, Кузма Шапкарев, Деспот Беговиќ, Коста Грубче, Царевна Миладинова Алексиева, Григор Алексиев, Јаким Деребанов, Лазар Поптрајков, Христо Узунов, Васил Чакаларов, Јордан Поп Јорданов, Методи Кусевиќ, Крсто Бинев Андонов, Христо Чучков, Стефан Аврамов, Кучо Рацин и Блаже Кунески. Сите тие оставиле кратки белешки, административни записи, епистоларија, песни, поеми, етнолошки, политички и филозофски трактати. Со еден збор, авторот доктор Ковиловски загатнува низа нови податоци и информации достига непознати во македонската културна средина, ни нуди интересен и помалку познат материјал од непроценлива вредност кој заслужува едно пошироко и продлабочено културолошко проследување и промовирање пред читателската публика и научната јавност. Книгата е поделена во 3 поглавја – интерпретации, извори и записи. Првото поглавје започнува со студијата за Григор Прличев, во која доктор Ковиловски ги анализира неговите слова за доброто и за спасот на душата. Всушност, преку словата, написите, дописките, поемите, авторот ни нуди можност да го осознаеме Прличев од еден сосема поинаков аспект, да се запознаеме со неговиот силен, морализаторски, инспиративен и длабоко духовен карактер, да го запознаеме, како што оценува Ковиловски, како беседник и деец за духовно свестување на својот народ. Нудејќи на поширока културолошка слика за македонскиот 19 век, Ковиловски не запознава и со процесот на развојот на граѓанската свест, на свеста за значењето на жената за општеството, надминувањето на стереотипниот поглед кон незината улога, но и обратно за се уште подредената улога на жената во традиционалното македонско семејство. Во прилог на изнесеното ќе истакнам студијата записите на Кузма Шапкарев за машко-женските односи и македонското обичајно право и студијата во која се презентира ракописот Рамноправноста на жената од Методи Кусевиќ. Во првата студија Ковиловски го презентира собраниот материјал од Шапкарев за обичајното право, кој бил објавен во зборникот од 1891 година во вид на прашања и одговори, во кој детално се проследени семејните, но пред се машко-женските односи, практикувани на целата територија на Македонија со акцент на Охридско во 19 век. За пример, ќе го истакнам прашањето број 37 како илустрација, на пример, каква е мажевната власт над својата жена? Одговор: мажот има апсолутна власт над својата жена, но не и на незиниот имот. Тој има полно право да бара од неа полно подчинување. Во спротивен случај, има право да ја руга, да ја тепа, но не и до осакатување, бидејќи тоа би било тиранство. Во рамки на прашањето за улогата на жената, како што споменав и студијата за ракописот на Методи Кусевиќ, македонски свештеник и борец за отфрлање на грчката богослужба. Оправдано, вниманието на Ковиловски при истражување на навистина импозантен број од архивски единици од фондот на Кусевиќ го привлекол ракописот Рамноправноста на жената, во кој меѓу другото е забележано: за да се израмни со мажот, жената нека се погрижи прво да ја пораснат мустаци и брада. Конзервативните гледишта му пркуселе на новото време, па во таа насока и македонските преродбеници, колку и да биле прогресивни, сепак тешко ги прифаќале промените по однос на зголемената тенденција за женското присуство во јавниот живот. Токму за прогресот на жената, Ковиловски зборува во следната студија, насловена како Правилниците на Царевна Миладинова Алексиева, и ја произнесува ангажираноста на Царевна Миладинова околу регулирањето на правните норми во областа на образованието. Една поинаква нота или перцепција
за неголемите револуционерни имиња како што се Гоца Делчев, Ѓорче Петров, Христо Узунов, Васил Чакаларов и Јордан Поп Јорданов, за нивниот исказ за љубовта се добива од студијата љубовта во писмата на неколку македонски револуционери. Во нив со силен емотивен набој не е запишана само љубовта кон саканата, како што бележи Ковиловски, ами и кон родената мајка и кон родената земја Македонија. Затоа, Ковиловски го забележува избликот на Христо Узунов кој вели: маките на татковината се повеќе од сите незини страданија на секоја наша мајка. И јас без ни најмалку да те навредам, се чувствувам повеќе син на втората моја мајка Македонија, отколку на тебе која си ме родила, и подвлекува дека за илинденците да се умре за Македонија било чест и судбинска предодреденост. Во продолжение ги одбележуваме студиите во кои е проследена активноста на Лазар Поптрајков, фолклорист и автор на поемата Локвата и вињари, потоа двете студии за активностите на Коста Грубчев, од кои во едната станува збор за неговите активности во весникот Цариградски гласник, додека во другата се проследени неговите културолошки заложби преку објавување на првиот македонски туристички водич кој се однесувал на убавините на градот Охрид. Книгата од Приличев до Куневски, преку студиите македонскиот патописац од 19 век Јаким Деребанов, Стефан Аврамов како хронолог на револуционерните борби во Азот Велешко и поречието, за Деспот Баџовиќ и неговата мала книшка на која словенска гранка и припаѓаат словените во Горна Албанија и во Македонија, за Јаким Деребанов како патописец, кој своите описи ги објавувал во весникот Вести и новини, како и со студијата Христо Чучков како извор за историјата на Велес, ни овозможува да се запознаеме со помалку познатите автори и нивните дела во нашата културна средина. Последното, третото поглавје, записи преку студиите за Крсто Бинев Андонов по повод од 100 годишнината од неговата смрт и за Григор Алексиев, нуди можност за запознавање со новите културни активности, но и нивно спознавање како втемелувачи на некои нови жанри во литературата. Нитката на поврзаноста на културниот развој во 19-тиот и 20-тиот век со 20-тиот век, како што истакнува и професор доктор Валентина Мирунска Христовска, рецензент на ракописот на доктор Ковиловски, авторот го посведочува токму со двете културни икони на 20-тиот век, Коста Солев Рацин и Блаже Куневски, преку студиите книжевно-историскиот однос на Рацин кон богомилството, повторното навраќање на поетот и револуционер Рацин и родниот крај како инспирација за Блаже Куневски. Токму за крај, ќе истакнам дека книгата од Приличев до Куневски од Славчо Ковиловски е сплет од културолошки, литературни, историски, социолошки и родови видувања низ призмата на делата на личности од 19-тиот и 20-тиот век. Таа нуди низа нови информации, проследување на архивски материјали, поради што представува вистински извор и предизвик за понатамошни научни промислувања и проследувања, но и интересен запис и за пошироката читателска публика и на драго срце ја препорачувам. Благодарам. Благодарам. За крај само да ве известам дека на самиот излез од салата се изложени книгите, така што доколку нешто ве заинтересира, слободно може да земете некој од книгите. И ви благодарам уште еднаш што дојдовте. Се надеваме дека во некоја следна прилика на друг настан организиран од Институтот за македонска литература повторно ќе се сретнеме. Ви благодарам.